Салмонелата е болест која се пренесува со јадење на недоволно зготвена храна. Анкетираните за М-нет телевизија велат дека практикуваат да јадат храна што лично тие ќе ја приготват, бидејќи летниот период се зголемува појавата на бактерии, вклучувајќи и салмонелата. Велат дека тие за разлика од помладите се посвесни, добро внимаваат при јадење во ресторани или сендвичари. Не практикувам. Тоа е за некој може. Иначе домашна храна. Исклучиво. Фаст фуд, тоа брзата храна, веројатно по кафичите е сега, колку е сигурно, тие си знаат. А во ресторан јадем некој повод или така, не, а обичајно не. Па мислам дека тоа е индивидуално. Без разлика дали си млад или стар, зависи од навиките за исхрана. И просветеноста, запознатоста со проблемите преку летото кои настануваат. Па би требало, верувам дека тоа го прават и некој би изгубили работата. Никој не сака да му е предпријатието на лош глас. Зошто со години вложувал да стекне реноме и од немерност. Нема немерност, тука мора тоа да се спазува. И верувам дека тоа е така, бидејќи тие подлежат на контроли, месечни контроли, сите вработени угостителството се должни да се јавуваат на прегледи за присуството на тие бактерии и така, и верувам дека ги почитуваат тоа. Поголем дел не веруваат во хигиената на локалите за храна. Сметаат дека не се обурнува многу внимание, па зато доаѓа до вакви несакани ситуации. Иако посебно летниот период хигиената треба да биде на повисоко ниво, затоа што ставената храна на отворено и доколку после отварањето се остави така, многу брзо се расипува. Не би јадел тако нешто. Исклучио домашно што си готвам, тоа си онедувам. Значи не би. Не дај Господ да речем да си остарен или дојдем што мораш. А иначе не би препорачал. Не. Тоа едно време го имаше, сега не. Сега само гледаат да пари да доат, бизнис, да се продае, да се не и толку. Друго не верувам. Многу. Не, никога не пасат. Они само ден за ден, само гледа да прекарат, да апнат, па дали ќе... На во време жешко да мора да постои. Треба јака хигиена, треба се пахарствов систем да биде тоа. Тоа повеќе ми каже, тај што јаде, јас 30 години кујно не сум недел. Се дома си припријам и готово што да. Не, 50. 50, нема шанси тоа да го не. Он што му остане не може да го фрли, не може да остане, ако фрла од денеска за утре. Мора да го продаде на некој. Стај по фрижидерите, она разцепливо храна. А највише се повеќе они се разцепливо за храна. 3 сата да стои готово више. Избегнувањето на салмонела вклучува практикување добра хигиена и правилно ракување со храната. Разбирањето на салмонелата и преземањето превентивни мерки може значително да го намали ризикот од инфекција. Следејќи ги добрите хигиенски практики и внимавајќи на ракувањето со храната, можете да се заштитите себе си и вашите најблиски од оваа вообичаена, но потенцијално сериозна бактерија.